Семакедонските културни средби кои 22 години поред ги поврзуваа македонците од целиот свет не добија финансиска поддршка во годинешната програма на Министерството за култура, изјави директорот на културен центар Скрби и утеха Тиха, Тихомир Стојановски. Тој е задоволен што театарот Скрби и утеха годинава по неколку годишен застој доби поддршка за подготовка на нова премиера. Програмата на Министерството за култура за 2016 поддршка на проекти независни ја доби во Перт и првин се израдував за тоа што после 7 години театарот Скрби и утеха добива конечно премиера, добива можност да работи заедно со другата македонска драмска продукција и тоа не израдува и покажува дека еден театар кој толку години, скоро 30 години постои од возобновувањето на театарот на Чернодрински Скрби и утеха, 7 години издржа без никакви средства, во меѓувреме беше и во Нов Зеланд, во Австралија, во сите соседни земји кај македонските заедници и секоја година вадеше по една премиерна изведба. Но директорот на Скрби и утеха Тиха е изненаден поради тоа што се прекинува традицијата на една култна манифестација, која успеа да ја продолжи мисијата на Војдан Поп Георгиев Чернодрински. Поводот за ова моје обраќање за македонските заедници во соседните земји е она наша позната, драга, убава манифестација театарски маратон Дионисови слави, односно Армакедонските слави, која требаше оваа година 23 пат поред да се случи. За жал нема да се одржи, бидејќи втора година од некои чудни причини не добиваме поддршка. Значи, тоа е манифестација каде македонските заедници прв пат доаѓа виножите од Егејско, Омојлинден Пирин од Пиринско, доаѓа Сдруженијата Мир и Преспа од Албанија, Сдруженијата на македонците од Србија, од Хрватска, од Измира на Долија. Тоа беше место каде што ние со песна, со оро, со книги, со беседи, со филмови ја обединувавме македонската култура. Тоа е една манифестација која остави духовна трага и ги отвори патеките преку македонскиот балкански зид, повторно македонската култура без страв да биде заедно. И навистина е чудно и мислам дека не е делотворно за македонската култура после 23 години таа да не добива поддршки, да не се одржува. Организаторите на Армакедонските слави сепак оставаат можност, доколку најдат финансиска поддршка, средбите да ги организираат подоцна годинава, продолжувајќи да ги возобновуваат мостовите за културна и духовна соработка на македонците од Балканот, Европа и светот.